Цивил медија. Дали владата доволно се грижи за екологијата во земја? Па, према ветеното, ангажира се, ама резултати баш и најдобри нема. Кои се најголемите еколошки проблеми тука во Свети Никола? Во Свети Николе? Па, не знам посебно, но хигиената не е баш на добро ниво, улиците, објекти и така натака. Реката не е добро средена. Па екологијата на задоволително ниво, не е баш како што треба, но сепак е добро. Ево, може да видите. Па најголемите еколошки проблеми што е? Канализацијата треба да се среде, депонијата да се среде и механизацијата околу јавното предпријатие треба да се среде. Тоа е проблем, иначе другото. И луѓето, граѓаните се најголем проблем. Ние го загадуваме 100 души да чистат, еден да фрла. Тоа не може да си чисти, што е нормално. Значи, еколошката свест дека граѓаните треба, граѓаните ако има свест, нема да има проблем. Ние тука стално седеме, навече се јаде сендвичи, се е пофрла. Ние се викам, нема кој да ги... Те треба од школа, па домашна култура и така. Треба да ги одам брзо, извини. Па не баш доволно. Па има се уште такви сметови, диви депони, неочистени улици, неочистени така да. Владата доволно се грижи за екологијата, што мислите? Да, Кои се најголемите еколошки проблеми тука во Свети Никола? Па реката тука и тука има една шахта, тука смрде цел ноќ. Треба тоа да се зачисти малце. Не знам, има пуно депонии кои што не воде никој ред за ништо. Ако поминете тука низ Овче поле, ја барем секаде го имам прошетано. Секаде ќе има поточе, има и ѓубре, отпад, шутеви, вакви и тако. Тоа е, па не е само владата, мислам, прво народот не воде сметка. Самите за себе не водимо сметка. А плюс тоа владата дека не се грижи. Најверојатно треба да има и некои казани мерки, санации, да се тоа среде. Испаднете надвор од градо, ќе видите ѓубре, вамо горе према со овој пат. Испаднете таму има ѓубре, испаднете натака има ѓубре. Значи, кој треба да воде сметка? Народот нема совест, а овие, да речемо, немат од општината или од владата некои луѓе кои што треба да водат сметка за тоа. Да преземат соодветни мерки. Да, оваа влада е многу добра, претходната не се грижеше за економија, за тие работи. Сега е добра оваа влада. Цивил медија.